Повеќе од 100 коледарски песни стојат необјавени кај Иван Котев, кој 45 години ги собирал од народните обичаи поврзани со Бабник. Тој во неговата работна соба ги запишуваше најновите кои се пеа денеска како предвестие на Христовото рождество. Вели дека секоја песна има своја убавина. Па, не, сум кажал и друг пат, ама сега ќе кажам пак, овие материјали ги собирам повеќе од 40 години. Рачунам од 70 година наваму, 44 години, бидејќи ден денес како сретнам коледари, ако сретнам сурвари, ние викаме, јас ќе ги замолам да ми испеат песна и покрај тоа што се повтарат некои песни, сепак имат нешто, некоја варијантичка што народното творештво, науката за фолклор ги признава како одделни песни. Например, да има само 2-3 збора различни од другите, тоа се смета друга песна. Па имам запишено стотици коледарски, сурварски, да не зборувам за лазарски. Котев жали што државата не препознала интерес да ги публикува овие песни кои се автентични, иако добар дел од собраните завршиле во Институтот за фолклор. Тие се дел од нив се предадени во Институт за фолклор, а јас сакам и можам, имам право, никој не може да ми забране да ги публикувам. Меѓутоа имам голем проблем со финансиски средства. Например, приказните кои што се ептен ендемични, нема ги на друго место. Имам запишем такви приказки кои што никој до сега не ги запишал. Не па да ги објаве. 3 години поред Министерството за образование ме одбива со мотивација дека овие приказни не препознаеле национален интерес во приказните. Не знам што во народната приказна ќе бараме национален интерес. Там не се спомнува, ретко ќе стретнеш, да речеме, националност. Котев и понатамо ќе го собира народното творештво, бидејќи смета дека тоа е коренот на македонскиот идентитет низ вековите. Дошли сме ви добри гости коледари. Дошли сме ви во полноќи и ви носиме благи вести. Бог се роди с ношти вечер. Од Бога ви многу здравје, а од нас веселба. Да сте живи до амина Коледи!